Здраво, јас сум Мики, а вие гледате Инстант вести, првите македонски младински вести на Инстаграм. Пролета веќе дојде, а тоа значи дека нема повеќе сезонска депресија. Остана само онаа обичната. Ова е периодот од годината кога буквално што и да облечете ќе погрешите, бидејќи или е прешешко или е преладно. Како и да е, кратките денови и зимските мракови ги оставивме зад нас и почнуваме со настаните што го одбележаа периодов. Колку сме, толку сме. Токму сме. Конечно се попишавме, за да сватиме дека илјадници се отпишале. Во 19 години од последниот попис во 2002 година имаме нови податоци кои покажуваат дека во земјава има 185.834 лица помалку или минус 9,18% од населението. Да продолжиме. Генералната слика од пописот што се спроведе лани вели дека Северна Македонија последниве 2 децении остаре и изгуби значаен дел од своето население. Не се секирајте, звездата се уште тука. Например, ако во 2002 година повеќе од половина од вкупното население било на возраст до 34 години, во 2021 година на оваа возраст е само 41% од населението. Војниот конфликт помеѓу Русија и Украина трае повеќе од 1 месец. Иако двете држави имаа неколку рунди мировни преговори, тие се уште не најдоа заеднички јазик. Во меѓувреме, бројот на загинати и на иселени лица продолжува да расте. Според украинските власти, руските сили следно имаат намера да ги окупираат истокот и југот на Украина. Но ситуацијата се менува од минута во минута, па остануваме да следиме. Во Русија пак продолжуваат мировните протести, при што се бележат и бројни апсења на активистите кои протестираат. Може да додадам тука некоја смешка. Време е да ги извадиме маските. Мислев на оние за... Време е да ги извадиме маските. Не оние за лицемерието, оние од ковид. Се шегувам, иако периодот видовме олабавување на ковид мерките. Учениците во основните училишта повеќе не мора да носат маски за време на часовите, освен ако тоа е по своја волја. Наставниците и останатите вработени во училиштата од друга страна ќе мораат да имаат маски на себе. На факултетите пак им беше предложено да ја вратат наставата со физичко присуство, но од наши извори дознавме дека некои факултети сепак решаваат да останат со комбинирана настава. Пишете ни како е на вашиот факултет во коментар или порака на Инста. За разлика од учениците, за студентите е задолжително носење заштитни маски во затворен простор. Од нив се бара да одржуваат физичко растојание и хигиена на рацете со задолжителна дезинфекција и често проветрување на незатворените простории. Воедно се препорачува вакцинација на студентите и наставниот кадар. Кога сме веќе кај студентите, имаме една убава вест. Се ослободуваат од партиципација за студирање лицата со попреченост, како и лицата без родители, родителска грижа, како и оние лица чии родители се невработени или имаат статус на воени инвалиди. Ова важи за прв, втор и трет циклус на студии на јавните високообразовни установи. Вкупно 85 ученици во 9 оделени од 3 основни училишта во текот на едно полугодие следеа настава по соопфатно сексуално образование. Пилот проектот започна во септември минатата година, а заврши во декември. Учениците слушаа за сексуално и репродуктивно здравје, сексуално преносливи инфекции, насилство во врски, адолесцентни врски односи, но и за правните механизми, како да препознаат насилство и дискриминација и како да пријават, кому да се обратат. Ново е тоа што група експерти составена од доктори, психолози, правници, наставници и професори подготвува стратегија за сексуално образование која треба да биде усвоена на влада. Пораките од документарниот филм Медена земја и главната хероина Атидже Муратова беа преточени во едукативен пакет наменет за учениците на возраст од 10 до 14 години. Тој се состои од 3 дела кои треба да ја поттикнат креативноста на учениците и тоа преку илустрирана сликовница, интерактивна игра со коцки и интерактивна игра на табла. Во пилот фазата, овој пакет беше испечатен на македонски, албански и турски јазик и беше дистрибуиран до основните училишта во Брегалничкиот регион. Ова не е фер, сега сакам и јас еден ваков пакет. Како што дојде пролета се зачестија и протестите. Еден од нив беше во организација на Сдруженијето Трансформа по повод 31 март, меѓународниот ден за видливост на трансродовите лица. Тука сме без закон, порачаа активистите и побараа владата и собранието веднаш да го вратат законот за правно признавање на родот и да го изгласаат. Маршот е нивна реакција откако владата реши да го повлече сопствениот предлог закон. Со маршот, активистите посочија дека и трансродовите лица заслужуваат безбедност, рамноправност и почит кон нивниот идентитет како и сите други граѓани.
По ова следуваше и протестот против скратениот буџет за здравствена заштита од ХИВ. Повеќе организации кои делуваат во оваа област јавно кажа и порачаа дека здравјето на граѓаните мора да биде врвен приоритет, а економската криза не смее да биде оправдување за кратење на средствата. Тие се револтирани што Министерството за здравство неодамна реши да го скрати буџетот за системот на заштита од ХИВ за дури 40%. Ова, според активистите, директно го загрозува здравјето на луѓето и може да ја разгори епидемијата со ХИВ. За надминување на актуелните кризи. Слобода богатите! Слобода за целиот народ, а не само за богатите! Убава вест ни пристигна од Штип. Од неодамна е отворена првата регионална млади хаб канцеларија. Таа се наоѓа во просториите на Центарот за култура Ацо Шопов и ќе служи како простор за работа, вмрежување и организирање на активности кои бесплатно истовремено ќе стои на располагање на младите во регионот. А кога сме веќе кај младите, да чуеме што има да ни каже нашиот дописник за Инстант вести. Поред мене ситуацијата во Штип со младите и ноќниот живот е малку алармантна, бидејќи имаме недостаток од квалитетни музички и едукативни содржини, со тоа што единствена светла точка ни се Дом на млади и Домот на културата, меѓутоа и нив им фали поголема промоција и поголема програма, со тоа што освен овие две институции, друга светла точка ни е отварањето на младинскиот центар на Млади хаб, кој ќе биде отворен за сите млади од Штип и околината. Во градскиот парк кај школка се одржа мултимедијалниот културен настан Хумантроп, кој го организираше рап артистот Владимир Лукич во соработка со културно-социјалниот простор Центар Јадро. Мотото на настанот беше да правиме музика и уметност, а не војни, и присутните истовремено можеа да донираат за загрозените семејства од Украина и да се пожуркаат на музика од домашни артисти. Во меѓувреме, дипломирани, а не вработени, театарски работници од држава ја формира иницијативата Аудиција сега и ги повикаа надлежните на средба. Тие имаат долга листа со барања во која меѓу другото наведуваат дека сакаат формирање на работна група за разработка на културни политики, отворање на нови работни места, воведување нови критериуми за оценување на проектите за независната сцена, како и ангажирање на невработени актери во секоја представа во продукција на државните театри. Од 3 до 9 мај во Арена Борис Трајковски ќе се одржи 34-то издание на Сајмот на книга. Издавачките куќи најавија дека ќе се представат со нивни најнови наслови, а ќе има и средби со автори, промоции и попусти. За последново ќе видиме. А ако не знаете што да читате, ви го предлагаме делот од Денот на црвот од авторката Симона Јовановска, која ја доби наградата Роман на годината. Умрети се родив јас е името на новиот албум Настои после, самостоен проект на младиот музичар Мартин Џорлев. Албумот се состои од 4 делови, а авторот за нив вели: вие одлучате кој каде почнува и каде завршува. Да слушнеме накратко. Не ми беше баш постепено стануваа повисоки. Набрзо стигнаа моите раменици. Почнаа да го полискаат. Беби бум се случува во Скопската зоолошка градина. Во рок од 1 месец овде се родија двогрбата камела буби, лама, лемур и 3 лавчиња. Да не знае човек кој е посладко. Последната вест ни доаѓа од Албанија. Тамошните власти воведоа ден без автомобили, кој ќе важи во првата недела секој месец. Новото правило ги опфаќа сите поголеми градови и има за цел да постигне подобар квалитет на воздухот, но и да заштети гориво во условите на тековна криза. Толку за денеска, се гледаме наскоро со нова епизода и нови случки. Наредната емисија се гледате со Филип. Останете живи, здрави и искулирани. Мики се одјавува од Инстант вести.